Ова е еден извонреден проект кој што треба да ни помогне на нас како општина, а во исто време се вклучите и вие како наши граѓани, за тоа да одлучиме кои од проектите се приоритетни, за да добиеме соодветна донација, на која што донација општина Карпош исто така ќе учествува со онолку средства колку што ќе биде таа донација. Се надеваме дека вкупната инвестиција за проектот кој што ние ќе се договориме ќе надмине некаде 80.000 евра и овој проект, односно овие сесии на разговори ќе трајат во наредните 6 месеца, а на крајот ќе успее оној проект кој што ќе добие најмногу гласови од вас како учесници во овие сесии на разговори. Сметам дека ова е убав начин да се размислува и да се одлучува за тоа што е најголем приоритет во една општина или во една местна заедница. И мислам дека ова ќе не потикне и нас натаму како општина по заеднички договор со граѓаните да одлучуваме што е тоа што е најприоритетно на граѓаните и што е тоа што ќе добие најмногу гласови за да ние во наредниот период го направиме во нивната местна заедница. Ние размислувавме за две теми. Едната тема е за лицата со пречки во развојот или за лицата со посебни потреби, бидејќи на територија на општина Карпош немаме таков дневен центар. Овие лица кои што имаат пречки во развојот, имаат сериозни проблеми за нивна инклузија во целокупниот општествен живот, во образовниот процес, потоа во да се најде работа, да се живее со останатите сограѓани и вообичаено овие лица се на терет на останатиот дел од нивното семејство, кое што практично дел од членовите на семејството мора целосно се посветат за нормално функционирање на овие лица. И затоа првиот проект е предлог за отварање на дневен центар за лица со посебни потреби, каде што ќе има тим од социјални работници, тим од дефектолози, физиотерапеути, психолози кои што ќе работат на подигање на капацитетите на овие лица, но во исто време и да возможи останатиот дел од семејството нормално да функционира. И вториот проект е проектот за енергетска ефикасност. Вие како граѓани можете да видите дека веќе започнаме со процесот на реконструкција на училиштата, меѓу кои и ова училиште, и во исто време водиме сметка да ги намалиме трошоците за електрична енергија и трошоците за отоплување, односно за топлинска енергија. Тоа веќе го створивме во Петар Попарсов и Лазо Трповски, но имаме намера да продолжиме и во останатите училишта. Ова го правиме со цел во иднина на нашите градинки да ни остануваат повеќе средства за реквизити, за учебни помагала, за развој на децата и би било навистина сулудо да ние како општина најголем дел од средствата трошиме за електрична енергија, за отоплување и за други работи со кои што практично финансираме акционерски друштва на некои други. Напротив, наместо тие средства да ни останат за развој на нашите деца. Ете се, тоа се тие два наши проекта кои што ние како локална самоуправа сме ги предложиле. Благодарам.